Навраќања кон корените ни стрепетливи пастелни бои со апликации од стари везови, ткаенини и шари, вткаени во нова уметност која е и нежна и прогресивна истовремено. Таков е уметничкиот свет во кој се движи сликарската четка на Љупка Галаска Василев. Препознатливиот стил го гради со децении, а најновата изложба Лирски трепети се допира и до книжевноста, зборувајќи низ сликарски поетски слики. Вечерва има изложено околу 35 дела, сликарски дела, кои што се создавани во период од последните 5 години. Со мали исклучоци има некои постари дела кои што никогаш до сега не сум ги излагала, па затоа решив еве пред нашава струмичка публика да ги покажам и експонирам оваа вечер. И трепети од каде идејата за да биде баш можеби и концептот лирски трепети, мислам дека секогаш во моите слики се чувствува кога ги сликам со боите, кога употребувам линии, тантели и така натаму, сето мислам дека тие ме асоцираат на некој трепет. Трепет дали во емотивна и во духовна смисла, така мислам дека баш тој трепет или таа лиричност е како некоја главна нишка во која што се провлекува низ целото мое твориште. Ликовната уметност како медиум совршено функционира со литературата, особено со поезијата. Ова го потврдува и фактот што токму делата на Љупка се нашле во поетските книги и на кориците на многу поети. Вели тоа дополнително ја поттикнува да истражува и да го открива својот творечки код, бидејќи во него се препознаваат и други уметници. Кога ги создавам делата, никогаш не сум мислела дека еве можеби ќе бидат инспирација за некој поет. Меѓутоа еве подоцна таква повратна информација еве добивам. Многу поетски, дека неколку поетски автори баш се обратиле кај мене за да бидат еве моите дела дел или од нивните корици или од внатрешноста на дизајнот на нивните книги. Така да мислам дека очигледно дека има некоја лирична поврзаност, па и оттаму таа лирика многу често ја користам и како термин во насловите на своите изложби. За изложбата Лирски трепети беседеше книжевната критичарка и професорка Ана Витанова-Рингачева. За неа особено важен е моментот на испреплетување на традицијата и фолклорот во уметничките дела, со што смета дека се оживуваат ракотворбите на нашите предци. Поетиката на уметницата Љупка Галаска Василев има посебни одлики кои што навистина мене нели како наблюдувач од страна ме фасцинира, а се однесуваат на незината поврзаност, односно поврзаноста на незиниот уметнички израз со фолклорот, со традицијата. Таа на еден совршен начин прави поврзување на современото со традиционалното, со тоа што наблюдувајќи околината, например, оние напуштени предели, оние скршени прозорци од кои што циркаат искинати завеси, ткаенините од нашите баби и така натаму, истите тие таа ги на некој начин ги дава како предложка на незините слики. Затоа велам дека незината поетика се одликува со некаква суптилност, нежност, со некаков магичен допир на женската рака. Она што е поврзува уметницата Љупка со незините предци кои што умо ракотвореле и создавале творби. Земајки го традиционалното, таа создава современи уметнички дела кои што се еден антипод или една противтежа на сиот тој материјализиран свет кој што се повеќе бега од убавото, бега од емоцијата, приклонувајќи се кон материјалното. И затоа сметам дека ова се навистина врамени емоции кои што засечија око себа. Пред Струмица во септември лани Љупка имаше изложба во Прилеп Урбан лиризам. Незините дела се честопати присутни и на различни групни изложби во земјава и во странство.